е мојот свет. Јеј! Се појави пред 6 месеци, а нејзиниот глас стана еден од најпрепознатливите кај најмладата публика во Македонија. Десетината цртани филмови и песнички со ликот на Биби имаат неколку стотици илјади прегледи на YouTube, а анимираниот лик во меѓувреме се прошири и на сликовници, боенки, па се до едукативна апликација за смартфони. Биби се родила како заштитно лице за вебсајтот Деца МК. Маријан Алексовски, еден од основачите на факултети МК и Деца МК кои стојат зад брендот на Биби, објаснува дека откако ги добиле првичните илустрации, дизајнот го презентирале пред специфична фокус група. Ги викнавме нашите деца, сите вработените тука имаме така една добра фокус група на дечиња. И кажува децата, оваква боја на коса, ова, и некако го склопивме, го срочивме ликот, комплетно како треба да изгледа Биби, и после тоа решивме, окей, супер изгледа, ајде сега да направиме малку Биби да мрда. Во Македонија последниве години речи си да не постои продукција на цртани филмови на македонски јазик. Алексовски вели дека со ликот на Биби се обидуваат да ја пополнат оваа празнина, каде децата пред екраните со прасето Пепа, Дора и Диего или Маша и Медо најпрво го учат англискиот или рускиот наместо мајчиниот јазик. И како почнавме со првата анимација, премногу добро беше прифатена и од родителите и од децата и почнаа да бараат. Дајте пак, дајте ново. Сега тука се соочуваме со друг проблем. Проблем е тоа што, например, за да направиш една анимација ти треба време. Ти треба сериозен тим и ти треба доста средства, финансиски средства. За жал тука во Македонија не постои некој механизам каде што би можел да добиеш некои такви средства да правиш анимации и да се занимаваш со тој бизнис, да го речеме, ајде, да може да функционира како што треба. Не значи тоа ако го ставиш ти видеото на YouTube и ако имаш милион прегледи и ќе земиш пари, да, тоа функционира во Америка, но во Македонија не, месечно ќе добиваш $20. По првичниот успех направиле подолгорочен план и собрале екипа на познати професионалци кои работат на сценариото, режијата, актери кои ги позајмуваат гласовите на цртаните ликови и ангажирале добар тим илустратори и аниматори. Нивната цел е да направат модел кој ќе биде самоодржлив и со кој ќе излезат и надвор од државава. Или, низ зборовите на Алексовски, ако може Дора, зошто да не може и Биби? Во Македонија сигурно треба да помине минимум 1 до 2 години за да да почне да биде на некој начин колку толку исплатливо, односно да можеш на некој начин да почнеш да заработуваш за ова Македонија. Следно што нас ни е таргет, како што кажав, анимираниот лик е многу лесно приспособлив да можеш да го приспособиш за надвор. Значи се што треба е само да направиш друга јазична синхронизација на тој лик. Ние веќе сме во преговори да работиме на албански, на бугарски, на српски јазик. Веќе имавме презентација на еден од најголемите саеми во светот за оваа индустрија. Креативните индустрии во светот остваруваат преку $2,3 трилиони приход, или 3% од целиот светски бруто домашен производ. Вработуваат околу 30 милиони луѓе. Но освен финансиската страна, економистите сметаат дека оваа индустрија има уште две клучни придобивки во општеството. Секторот вклучува многу повеќе жени од сите останати традиционални индустрии и многу придонесува за вработувањето на младите и за развој на нивните кариери. Еден од оние кои избрале кариера токму во оваа индустрија е Ристо Манасиев. Иако дипломиран стоматолог, последниве 4 години работи како 2D аниматор, илустратор и графички дизајнер во сите гранки на дигиталната уметност, од цртани филмови до анимации за видеоигри. Самиот научил како да анимира. За сега, тоа да му биде работа во која конечно ја споил пасијата и начинот на кој заработува. За мене, тоа да работам во оваа дигитална уметност, 2D анимација, цртани филмови, стрипови, илустрации, игри, беше баш оно што го велат dream job. И ја видов таа прилика, да речам, за да можам
да го работам она што од секогаш сум го сакал, тоа на некој начин мојот труд да биде исплатен, вреднуван. Долги години имам посветено на себе надоградбата. За среќа живееме во едно такво информатичко општество каде што денеска преку интернетот ни се достапни многу информации, така да добар дел од лекциите кои што сам на себе си имам дадено како задача да ги научам, ги имам најдено на интернет, на YouTube, на сајтови кои што се бават со оваа тематика. Кај мене мислам дека многу пресудна беше љубовта спрема овој тип на уметност на изразување кое што донесе до тоа еве јас денеска да можам да си дозволам да го работам тоа што го работам. Социјалните мрежи се одлична платформа за учење, соработка и остварување на важни контакти. Сега, например, имаме, го спомнавме Facebook и групите, постојат и сајтови, као, например, ArtStation, каде што луѓето може да се себе промовираат, сајтови како, например, Freelancer или Upwork, каде што исто така може да се најде работа. И уште еден многу голем бонус, што, например, во периодот јас кога студирав, тоа го немаше, затоа и морав да се себе надградувам. Има приватни факултети кои што нудат едукација во оваа графичка, да речам, визуелна уметност. Сега би рекол дека дури е и доста поволно, затоа што постојат фирми кај нас во Македонија кои што се бават со оваа дејност, каде што младите може да бидат вработени. Интернетот како огромен потенцијал кој што може да даде многу добар резултат. Секој оној, јас себе би рекол, секој оној кој што сака да се бави со ова, може слободно да почне да вложува во себе и да почне да истражува. На крајот ќе се исплати тој труд. Но креативната индустрија е прилично потценета категорија во владините политики. И покрај тоа што секторот уметност, забава и рекреација покажува одлични резултати и најголем раст од сите сектори во бруто домашниот производ на Македонија во изминатата 2018 година, сепак во индустриската стратегија на Министерството за економија за следните 10 години, фразата креативна индустрија се среќава само еднаш и тогаш се однесува на акциски планови на Европската Унија. Манасиев е уверен дека оваа област во Македонија има светла иднина. Гейминг индустријата конкретно веќе стана поголема и од филмската индустрија. Тоа се компании кои што вртат милиарди и милиарди и милиарди. И самиот тој факт што во светот има многу голема експанзија сега на овој тип на бизнис, мислам дека со тек на време и во Македонија ќе стане мејнстрим. Таа некоја, како да ја наречеме, можеби ќе дадам несоодветен израз, меѓутоа е некоја стигматизација на овој тип на професија ќе биде тргната и ќе имаме многу повеќе опции и многу повеќе фирми кои што ќе се бават со оваа професија, без разлика дали ќе бидат фирми кои што ќе работат аутсорс во соработка со странски компании или ќе бидат охрабрени доволно за да отворат некој сопствен бизнис, за тој да може да функционира и еден ден да имаме некое големо, да речам, македонско име во областа на цртаниот филм, геймингот или така натаму. Друштвените игри, попознати во светот како board games, се уште една гранка од креативната индустрија која бележи одлични резултати во македонски услови. Дизајнерот Борис Момич работел на 5 наслови. Вели дека во овој бизнис се малку луѓе, но со големи амбиции. Почнува од идеја и идеите не се само од Македонија, во македонски игри што ги правиме, има 3 игри веќе што се со странски дизајнери, каде што и во странство луѓето се многу по-спремни да преземат ризици и да се стават себе си во огнот. Направил игра, си смислил, односно напишал рулбук, нацртал асети, како изгледаат картите, како изгледаат таблата, како изгледаат коцките и што или да има во играта. Ке ни го прати тој рулбук и сите тие асети, дечки, испринтајте ја верзијава, пробајте ја верзијава да ја играте. Ако ви се свига, ајде да правиме соработка некоја. Тоа е пристапот во странство на дизајнерите. Во Македонија, пошто дизајнерите се многу малку и не знаат, уште таа самодоверба ја немаат дека се дизајнери, дека јас ќе пресечам и јас знам што треба точно. И таа несигурност уште ја смируваме и се учиме сите како да соработуваме. По идејата, битна е тимската работа. Како што влагаш во некој креативен процес, многу е тешко да искочиш од страна и да дознаеш
каде ми е грешката, да видам некоја ново, да дознам некоја нова ствари, затоа мора и многу луѓе од страна што не се инволвирани у процесот да ги вметнеш и они да ти дадат барем онаков и најглупав фидбек да ти дадат, многу е битен пошто сваќаш дека он глупаво нешто сватил и тоа е доволно, значи мене јузерот ми е битен како ќе доживее играта. На крајот доаѓа можеби најважниот дел – маркетингот. Нема поента ти да ја имаш и најдобрата игра на светот ако луѓето не знаат дека тоа е најдобрата игра на светот и ако не им каже некој влијателен дека тоа е најдобрата игра на светот, никогаш нема да стигне до нив. Ние во девелопментот ја морам да го направам тоа за да биде играта добра, ама зависи дали играта ќе биде успешна, а тоа е тоа зашто ние работиме, од тоа кој како ќе ја маркетира и како ќе ја продаде. Во Македонија постојат две компании кои работат на ова поле. Имаат одличен успех и надвор од земјава. Нивните игри преку краудфандинг кампањите собираат и по неколку стотици илјади евра по игра. Јас сум играл пред 15 години, ама пред 15 години ова беше вие сте со прст не покажувале, што играш ти, како можеш тоа. А денеска пред 5 години стана светски популарно, значи каде што веќе со хипстерската мода веќе во ред ти да бидеш геймер и да сакаш да играш D&D и Magic и да бидеш нерд дома со другарите, да не идеш во дискотека. И со тој бранд како што влезе, се појави Kickstarter како најголемата краудфандинг мрежа и нашите две фирми преку Kickstarter на раниот бранд на нови фирми во Kickstarter беа меѓу првите. И тоа беше пресуден фактор, мислам да имаме успех, некој добро реноме. Стварно е макотрпна работа и стварно многу време и многу нетворкинг треба да посветиш. Будни сати за време на Kickstarter кампањите никој од нас не спие. Значи мора да седиме и рефреш да правиме, пошто секој коментар ти сакаш што побрзо да му одговориш, на секој треба фин да му бидеш, треба да бидеш културен без престан, пошто луѓето не те познаваат, живеат на другата страна од светот и само ти даваат пари. Но покрај вртоглавите суми, момците и девојките кои работат на вакви успешни проекти секогаш размислуваат за следниот. Дури со големите проекти од $600,000, од 500 и од $100,000, не е тоа доволно за ние овдека да си живееме раат живот. Туку тоа се пари кои што ќе се свртат, ќе отидат во производство и ќе мора да ги реинвестираш повторно за да направиш нешто ново. По пат, да, ќе остане нешто за секого, но побитно ми е на 30 години да си ја градам репутацијата, за да стигнам до едно поголемо ниво, отколку јас да заработувам на секој проектче по некој многу пари, па ќе одам со девојка ми на одмор. Креативната индустрија не е само најбрзо растечкиот сектор во светската економија, туку и еден од најтрансформативните според генерирањето приходи, извозот и креирањето работни места. Она што е можеби и поважно е тоа што стимулира иновација и креативност, додека производите остануваат за секогаш. Во медиумските, или пак интернет архивите, или на вашите полици во домот. Целта на подкастот Skills That Pay the Bills е да ангажира млади лидери преку предприемништво и да ја подобри свеста за клучните економски проблеми со кои се соочува македонската младина. Подкастот беше изработен со поддршка од Центарот за меѓународно приватно предприемништво SAIP во рамките на проектот Ангажирање на приватниот сектор во образованието за предприемништво и не ги представува ставовите на Центарот. Проектот го спроведуваат Младинскиот образовен форум и Институтот за европска политика.